Почитувани колеги, почитувани медиуми, господа Тренчевска, на почетокот очекував да ни кажете дали мајчката со СЈО ви е обледена, омалена или веќе ви е фрлена во ѓубре. Тоа вака за кредибилитетот е многу важно да знаеме дали таа мајчка е омалена, обледена или ви е фрлена во ѓубре. Второ, почитувана колешке Тренчевска, вашата дискусија ми беше едно свое видно дежаву, бидејќи ракописот на вашата дискусија неодоливо подсетуваше на реториката на оној кој што политика учеше на пазарот во Горни Милановац. Политиката што ја научи во пазарот на Горни Милановац, денеска вие тука како реторика ни ја повторивте, но за разлика од вас, тој од таму ни пријави 3 милиони евра заработени. Тој е единствениот трговец што во пазарот на Горни Милановац заработил 3 милиони евра. И затоа, почитувана колешке, едно од главните прашања, една од главните задачи на новиот обвинител ќе биде дали кланот Заеви, дали Зоран Заев и дали останалите ваши фирмички околу во Струмица ќе бидат низ една транспарентна постапка истражени и сите оние документи кои што како опозиција ги објавувавме ќе бидат истражени и соодветно процесуирани до судовите. Тоа е многу важно за правдата, бидејќи високата корупција, особено правена од поранешни премиери, и тоа како става или дамка или е светла точка во македонското правосудство и во извештаите на оние кои што не мониторираат тоа случајот на Европската унија. И на крај, не може да скриете никој од прв до последен, да скриете исплашеноста и уплавот кој што го имате од тоа што ќе се случува во Република Македонија. Зошто? Бидејќи имате јавен обвинител кој што де го фалите, де ќе го гласате против, де не е партиски, де можеби ќе биде партиски, но на кое што може да ви се види се како ви се враќаат спомените на сите криминали кои што сте ги правеле во министерствата, сте ги правеле во владата, сте ги правеле во општините и едноставно се внесувате како лист во октомври кој што знае дека ќе падне на земјата, но се чека кој ќе биде ветерот кој што ќе го бутне. И тоа може да се види, почитувана колешке, дека вие толку многу сте исплашени како политичка номенклатура, што и од Артем Груби се плашевте овдека, па морав јас да станам да ги поставувам прашањата за кои што вие баравте одговори, како Бог се предогледало, ги барате на пресконференции, а овдека на Мегдан никогаш за ништо ве немало. Јас се надевам дека ќе имаме обвинител кој што ќе споделува правда и кој што ќе го обели образот на македонското правосудство.